Satnam, Satnam. Стригна пълна месечина, денес 19 декември 2021 година. Завършува 2021 година и имаме пълна месечина. Ова навистина енергетски кореспондира со календарската година. На крајот од годината е време кога рефлектираме за нашите искуства стекнати и време кога ослободуваме тоа што е старо, тоа што е минато и одминато. Јас сум Харипал Каур Кристина, редовно правиме заедно медитации на млада и полна месечина и други поважни планетарни настани. Се втквајуваме во енергијата што ни е достапна за време на оваа полна месечина. За време на полната месечина е спротивно од Сонцето и заедно се во линија Сонцето, Земјата и месечината. Штом е спротивно од Сонцето, Сонцето фрла светлина на месечината. Месечината се појавува на небото, гледаме голема, светла и сјајна. Истото се случува и со нашето емотивно тело. Месечината е нашето емотивно тело и кога е осветлена, сите наши досегашни емоции и искуства кои се наталожени од периодот на младата месечина до сега, често пати наталожени и од минатите искуства или минатите животи, сега доаѓаат и испливуваат на површина, што значи е време за нас да ги ослободиме. Време е да ги погледнеме и да ги ослободиме. Ослободувањето е процес кој започнува на полната месечина и трае до следната млада месечина. И младата месечина календарски е идеално се усогласува со новата година. На 2 јануари веќе имаме млада месечина. Значи го имаме овој прекрасен период во кој ние рефлектираме за годината на 2021 и разбираме квалитетите и вредностите кои сме ги стекнале, но во исто време догмите, илузиите, фантазиите, лажните вести, негативните искуства, негативните емоции ги ослободуваме во огромноста на заборавот. Кога ја знаеме енергијата која ни е сега достапна во овој период, знаеме точно со кои аспекти работиме и многу полесно се возиме помеѓу предизвиците и даровите на периодот. Денеска ќе погледнеме во квалитетите на месечината, додека свети во знакот на Близнаци. Месечината е во знакот на Близнаци, Сонцето е во знакот на Стрелец и заедно формираат аспекти и со другите планети. Имаме многу планетарни случувања во декември месец. Ние ќе се задржиме на тие што ја одредуваат главната мелодија, главната игра за овој период, па работејќи со основните теми, работиме со сите други аспекти кои навистина се интензивни во месец декември. Ке погледнеме месечината, Сонцето и Нептун. И месечината и Сонцето имаат несогласен аспект со Нептун, но токму оваа несогласност е клучот кој ни помага во овој период да ги препознаеме предизвиците и да не се фатиме на замката на овие предизвици. Несогласност е всушност доста поволен аспект кога размислуваме на овој начин. Најпрво за месечината. Месечината свети во знакот на Близнаци. Дали чувствуваш дека повеќе сакаш да збориш и да комуницираш, отколку да седнеш и да чувствуваш тоа што чувствуваш? Ова е случај кога станува збор за нашите близнаци. За да се разбереме подобро себе си, ја разбираме енергијата која ја представуваат близнаците. Како и секој знак има свој развиен аспект и свој заспан аспект. Дали овој аспект е развиен или заспан, зависи од нашата будност.
ние ќе збориме и за двата аспекти, за да можеме да си препознаеме и да можеме да подигнеме свесната страна, која е наша поволна страна. Близнаците го представуваат нашиот ум, го представуваат нашето размислување, нашата комуникација, нашата можност да спознаеме, нашата можност да наблюдуваме, нашата можност да се инволвираме. Близнаците ни го откриваат светот на различноста, светот на дуалноста. Ни укажуваат дека има едно дрво кое е зелено, друго дрво е црвено. Еден човек е таков каков што е, другиот е поинаков. Ни укажуваат за убавината на различностите. Кога ќе дојде знакот на близнаци, ние откриваме дека во овој свет има двојство, овој свет има дуалност. Така функционира и рационалниот ум. Рационалниот ум функционира со работата на својот позитивен аспект, кој согледува можности, и негативниот аспект, кој е аналитички ум и согледува како овие можности да ги искалкулира. Значи, се запознаваме со природата на двојството. Ова е поволен аспект на близнаците, бидејќи ни ја дава флексибилноста да се вклучиме во светот од нашата вистина, но и да препознаеме дека има многу вистини и дека секој има право на различен живот, на различно мислење. Ни се отвара перспективата на разбирање. Штом имаме разбирање за различностите, нашата комуникација е продлабочена и заеднички ние доаѓаме до решенија, доаѓаме до креативни идеи кои кај близнаците секогаш се еволутивни, бидејќи секогаш се инволвира во тоа што може да направи следно, а не тоа што било порано. Ја гледаме оваа пролетна енергија, летна на близнаците, колку е жива и колку е за нас значајна. Го представуваат нашиот ум, а нашиот ум е елемент воздух. Другата страна, заспаната страна на близнаците, е кога сме заглавени ексклузивно во нашиот ум. А тоа гледаме дека се повеќе е случај со многумина. Сега од кога сме во добата на Водолија, Водолијата е исто воздушен знак. Нашиот ум работи многу активно. Континуирано сме зафатени со мислења, премислувања. Заглавени сме во мислите, во структурата на тоа што и реалноста што е формирана од нашите мисли. Па така, често пати, тоа што комуницираме е секогаш премногу факти, премногу информации, премногу разговори, премногу идеи, кои само пловат на секаде, континуирано сме во комуникација, но реално како ништо да не се случува од оваа комуникација, бидејќи останува во сферата на воздухот, останува во сферата на идејата. Сигурно сме се нашле и себе си во таква ситуација, имаме еден куп идеи, сакаме многу работи да правиме, а во реалноста на земјата ништо не се променило. Тоа е така, бидејќи со мислите ние не можеме многу да смениме. Само со зборување и со ширење на информации ние не менуваме многу. Нашата свесност не се случува во процесот на мислење. Ова е заспаниот аспект на близнаците кој сакаме да го препознаеме. Кога сме заглавени во нашиот ум, кога дискутираме само идеи, кога ги дискутираме само нашите мисли, остануваме фиксни на нашето досегашно искуство. Структурата преку која комуницираме е веќе бетонирана, е цементирана во нашиот ум и ние, за да имаме поголем внес на
на информации комуницираме одредени факти кои негде сме ги слушнале, некој ни ги кажал, некаде сме ги прочитале, но никогаш не го проверуваме и го немаме личното искуство од овие информации, ниту го проверуваме и препознаваме изворот на овие информации. Со една реченица, заспаноста на близнаците ја препознаваме како заглавеност во дуалистичкиот ум, каде што гледаме црно или бело. Кога нашиот близнак е развиен и разбуден, ние имаме пристап до зголемена перспектива, проширена перспектива, од која не само што го разбираме и ги разбираме различностите и двојството и дуалноста, туку уште поважно се разбираме и себе си и што комуницираме и од кој простор комуницираме со себе и со светот. Ова е содржината на нашите емоции. Содржината на нашите емоции овој пат е одредена од енергијата на близнаците. Со близнаците владее Меркур, кој моментално е во знакот на Јарец. И ова е добра вест, бидејќи Меркур во знакот на Јарец има стабилна основа да размислува конструктивно и приземјено. Јарец од неговата земјена енергија ни го дава ова конструктивно размислување. Енергијата на Сонцето. Енергијата на Сонцето е во Стрелец и ја представува нашата волја, нашата сончева енергија да се инволвираме, да создаваме и да менуваме. Кога е во Стрелец, ја насочуваме нашата стрела кон тоа што е значајно за нас. Стрелецот не учи дека вистината, намерата, активностите можеме единствено ние да ги насочиме кон насоката која сакаме да ја култивираме, кон тоа што сакаме да отелотвориме. Не е обврскана никој друг, освен на самите нас. Преку нашето патување кон тоа што е значајно за нас, ние се остваруваме себе си, односно доаѓаме до центарот во себе си. Прекрасен пар се близнаците и Стрелецот. Стрелецот ни ја дава насоката. Ја гледаме големата слика, ја гледаме смислата. А близнаците ни помагаат да ги собереме информациите, да слушнеме во гласот на интуицијата, да ја видиме вистината, за да можеме да помогнеме во всушност чекорите за постигнување на нашата комплетност и целина кон која Стрелецот укажува и ни покажува. Која е заспана страна на Стрелецот? Кога сме нереални во однос на тоа што е значајно за нас. Заспаната страна кај Стрелецот е да го промашиме значењето зашто сме тука, да правиме активности кои едноставно не прошируваат на сите страни, ја разфрламе енергијата на сите страни, но реално не значат ништо за нашето внатрешно менување, како например патување на најразлични места во светот, кои иако ги правиме ништо не менуваат натрешно во нас. Кај Стрелецот патувањето, вистинското патување се случува во будниот Стрелец, кој е насочен кон своето срце, кон својата вистина, кон патот што го проширува и ослободува. Значи, и надворешниот пат ни дава чувство на ослободување и проширување, но нема вистинска сатисфакција, бидејќи секогаш постои и друг пат. Секогаш има и пат и до Индија, ама има и пат и до Норвешка, ама има пат и до Америка. Само одење по овие патишта не значи и дека нешто се менува, и тоа го знаеме, ние сме биле на многу места, но повторно тоа што направило промени во нас е кога ова патување е насочено кон себе си, а не само кон надворешните патувања. Во тоа е разликата помеѓу, и вака разликуваме
каде ја користиме нашата енергија, огнена енергија на стрелецот, дали кон срцето на целта или кон нешто што само не оддалечува од себе си. Ја имаме содржината од близнаците во нашето емотивно тело и енергијата за да се смениме и промениме, нашата сончева енергија со големата слика и големата визија од стрелецот. Целиот овој период е по најсилно влијание на Јупитер во Водолија. Месечината формира поволен аспект со Јупитер во Водолија и ова значи дека тоа што мислиме, тоа што проектираме, тоа што комуницираме, ќе биде проширено во следниот период. Ова ја одредува енергијата од полната месечина до младата месечина. Значи, од кој простор ќе се прошириме е одредено од нашите близнаци. Сега сме на Нептун. И Сонцето и близнаците имаат несогласен аспект со Нептун. Нептун ја представува нашата духовна енергија. Нептун е невидливото. Нептун е неискажливото, огромноста. Нептун е во знакот на Риби. Рибите се воден знак. Тие се капките кои пливаат во космичкиот океан. Тоа е протокот на нашата духовна енергија. Нема ни почеток, ниту крај. Дури не можеме ни да замислиме колку огромна е оваа енергија. И се инволвира во се што гледаме, создава се што гледаме, а сепак е и толку неискажлива и недогледлива. Огромна е оваа енергија на Рибите и на Нептун. Го формира огромниот космички океан. Имаме енергијата на оган стрелецот, имаме енергијата на воздух, близнаците, имаме енергијата Нептун на длабоката вода. Сега, зошто е несогласно? Ако нашиот Нептун, ако не сме свесни за оваа огромност, ако немаме врска со ова наша душа, тогаш Нептун ќе ги одреди верувањата, односно филтерот преку кој ние овој период ја гледаме реалноста. А Нептун кога е заспан и нема баш врска со реалноста, па така многу информации кои ќе ги слушнеме или во кои веруваме или на кои им даваме значење и внимание, може да не се баш такви како што се појавуваат. Затоа има несогласност. Главна тема за време на оваа полна месечина е да ја знаеме вистината, да делуваме од вистината, да бидеме вистината. Но под завесата на заспаниот Нептун, тоа што може да ни се чини како реалност, всушност е илузија. Тука е тенката точка каде што можеме да живееме во голема лага или повеќе лаги и да си ја дадеме драгоцената енергија, освен ако не обрнеме внимание, не ги проверуваме информациите или едноставно ако култивираме внатрешна вистина, надворешните лаги не можат да не допрат, односно и покрај тоа што ги слушаме, немаат никакво влијание врз нас. Сега, каде наоѓаме нашата вистина? Ке ги прашаме нашите близнаци, каде ја наоѓаме нашата вистина? Близнаците не кажуваат, ти секогаш ја знаеш вистината, само мора да слушнеш натре. Ке го прашаме стрелецот. Стрелецот вика, ти знаеш што е значајно и само ти можеш да ја насочиш твојата енергија и сила кон тоа што е значајно. Слушај вистината што близнаците ќе ти ја кажат и делувај кон оваа насока која јас ти ја давам.
А Нептун вика, јас сум секогаш со тебе, секогаш те поддржувам. Јас сум твојата душа, погледни во мене, од секогаш сум тука. Согледуваме дека тоа што претходно беше несогласно, всушност е во наш прилог. Нашата вистина не се слуша толку едноставно како што звучи. Не е нешто кое можеме преку ноќ да го направиме, но е нешто што можеме веднаш да почнеме да го правиме и да се тренираме да слушаме. Што е тоа што слушаме? Кажавме дека близнаците се рационалниот ум, но има уште еден аспект кој е способност на елементот воздух или е способност на нашиот ум. Нашиот ум оваа способност ја култивира со пракса. Уметникот е уметник со талент, меѓутоа уметник без развивање на своите вештини и способности и нема многу корист од својот талент. Нашиот ум е прекрасна алатка, но нашиот ум без развивање на неговите способности може само да не остави заглавени во мислите кои не се местото каде што се случува реалноста, туку се стекнати, цементирани мислења кои формирале зид и преку кој ние едноставно, кога мислиме, е само како да удираме со главата во тој еден ист зид. Го немаме патот за преку зидот. Кога ја користиме способноста, односно со развивање на способноста на нашиот ум, близнаците се портата преку која ние излегуваме од затворот на зидот и гледаме со други очи. Вау, колку огромен е овој простор и всушност од тука ја гледам целата реалност, од тука сум вистини и од тука можам да го играм мојот танц на слобода, мојот танц на проширено искуство и разбирање и согледување и инволвирање. Кој е овој простор? Овој простор е нашиот неутрален ум. Со зголемена способност на нашиот ум, ние повеќе не сме во служба на умот, туку сме господари на умот. Го канализираме за да слуша во нашата интуиција, а не во нашите мислења. Нашата интуиција, отворена, е поврзана со неутралноста на нашето срце. Нашето срце ја знае вистината. Тука е гласот преку кој ние ја слушаме вистината. Инаку нашата вистинска природа не е никаде отидена, секогаш е тука. Но допираме, ја култивираме и живееме од неа со развивање на способностите, исто како што уметникот ги развива своите вештини, ние ги развиваме своите способности и светиме од нашиот внатрешен сјај и делуваме од нашиот внатрешен сјај. Имаме 2 полни недели, активно работиме на ослободување, активно работиме на рефлектирање. Сега е моментот и сега правиме најдобро што можеме. Ти благодарам денес на ваков ден значаен, што си тука и со твоето учество и со твојата енергија што придонесуваш во остварување на разбудениот потенцијал на аспектите кои моментално се активни. Јас го правам тоа за себе, ти го правиш тоа за себе. Заедно сме усогласени на повисока фреквенција, од каде што имаме проширена перспектива и зголемено искуство за нашата вистина. Ова е убавината на овие средби. За тие што сме нови, секогаш во Кундалини јога се вклучуваме со Ади мантра. Мантрата е под видеото. Денес прави тоа што можеш, за понатаму можеш да ме контактираш и имаш можност да научиш повеќе од Кундалини праксата, односно да практикуваш Кундалини јога пракса. Седиме во положба во која можеме да седиме исправено, лесна положба на столче или во друга сидечка позиција која тебе ти одговара, важно рбетниот столб да биде исправен.
Најпрво ќе се вклучиме, ја објаснуваме денешната медитација, заедно медитираме, потоа имаме дел каде што рефлектираме и го заокружуваме ова наше собирање со 3 долги сат нам, во благодарност за можноста и благословот да ги користиме овие алатки кои се од непроценливо богатство. Седни исправено, рацете во гијан мудра, хрбетниот столб издолжен, срцето отворено, фокус кај трето око. Диши длабоко. Издиши. Диши. Издиши. Диши. Издиши. Протри дланките. Во молитва, диши да се вклучиме. Gurudev Namo. Gurudev Namo. Gurudev Namo. Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah. Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah. Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah. Диши длабоко. Повлечи мумбан, држи клуч. Издиши. Врати се назад. Сега сме заедно во овој простор што го создадовме заедно. Правиме мантра медитација. Паван Гуру мантра. Прекрасна мантра. Йоги Баџан има кажано за оваа мантра. Оно што усовршува со чантање, ги отелотворува божествените квалитети и чувствува единство и припаѓање
во божествената милост во секој миг. Ова е убавината на мантрите, медитациите кои ги правиме. За почеток можеш да ја читаш, иако со неколку повторувања веќе мантрата ја знаеш. Павана, 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 4 пати павана, парпара, паван гуру, вахе гуру, паван гуру. Паван се однесува на божествениот здив. Парпара е најдалечниот, огромноста на овој божествен здив. Здивот како извор на животна енергија, оригиналната животна енергија, не кислород, туку оригиналната животна енергија која вдахнува живот, која одржува живот, која враќа во живот, таа која секогаш е се присутна. На тој здив се мисли. Парпара е најдалечниот, се опфатен. Паван гуру е нашиот учител. Божествениот здив е нашиот учител. Вахе гуру, ова искуство со божествениот здив, го чувствувам божествениот здив, како го анимира моето постоење во секој миг. Вахе гуру, ова врска, ова искуство е неописливо со зборови. Тоа значи вахе гуру. Имаме и движење, со движењето се прочистуваме од тоа што повеќе не ни треба, буквално пуштаме. Се што имаш да пуштиш, пушти сега. Движењето не прочистува и истовремено како се прочистуваме, колку повеќе пуштаме, толку повеќе сме усогласени со божествениот здив. Односно, божествениот здив може да пенетрира слободно преку каналот на нашето тело. Значи, истовремено и е ослободување и прилагодување во протокот на сеопфатниот божествен здив. Движењето, ја кажуваме целата мантра, додека се фенираме буквално, ова прави го со големи движења, со помали, со движења кои тебе ти одговарат, но одиш кон назад со дланките. Ја кажуваме целата мантра додека го правиме ова движење и потоа имаме, тропаме кон бутовите, дланките. Сега ќе демонстрирам и ја правиме заедно. Ти можеш да ја читаш, во друг случај очите се затворени, ја гледаме мантрата на екранот кај нашето трето око, односно ја слушаме од сопствениот глас. Имаме мелодија, мелодијата многу брзо ја стекнуваш како што ја пееш. Pavana, 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 parpara, pavan guru, vahe guru, pavan guru. Pavana, 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 parpara, pavan guru, vahe guru, pavan guru. Прекрасно. Оди внатре во мантрата, оди во движењето. Излегуваш нов, обновен. За сето време сме исправени во положба која нам ни одговара. Pavana, 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 parpara, pavan guru, vahe guru, pavan guru. Pavana, 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 parpara, pavan guru, vahe guru, pavan guru. Pavana, 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 parpara, pavan guru, vahe guru,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ
ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਾਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਾਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਾਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਾਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਾਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਾਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਾਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਾਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਾਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਾਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਾਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਾਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਾਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਾਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਾਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਾਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਾਵਨ 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 ਪਾਰ ਪਰਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ।
पावन 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 पार परा पावन गुरु वाहे गुरु पावन गुरु पावन 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 पार परा पावन गुरु वाहे गुरु पावन गुरु. Oslobodi racete, gledaj kaj 3 toliko, vdiši globoko. Slušaj mantrata vnatrešno. Полека издишуваме, полека, изтисни си од воздух. Уште еднаш диши длабоко. Издиши. Ustani meditativno во себе во следните неколку мигови. Ова интимен простор натрае во себе си. Да користиме способноста на нашиот ум да наблюдуваме и да се фокусираме во внатрешниот простор.
Диши. Издиши. वाहेगुरु, वाहेगुरु. Која кажува вистината? Кој мене ќе ми ја каже вистината? Сакам да ја слушнам вистината. Вистината е секогаш достапна. Достапноста на вистината не е прашање. Прашање е каде ја бараме. Вистината е способност која се култивира преку вистинит со себе си. Вистината не е информација која доаѓа од надвор. Вистината е состојба на свесност која ги препознава различностите, која ги препознава облиците, која ги препознава формите на тоа што не е менливо, на тоа што е вечно. Ние цело време сме во контакт со вистината, но дали слушаме е прашање на способност. Оваа способност ја култивираме во себе. Сатнам. Пиши ми како ти е, навистина е прекрасна мантра медитација. Значајно е секој ден што учествува во нашите медитативни средби, сподели со пријатели, оваа медитација може да ја прави заедно со твоите деца секој ден во наредниот период од новата месечина, што е всушност и почеток на новата година. Ти благодарам за учеството. Драго ми е да зборувам од гласот на Паван Гуру. May the long time sun shine upon you. All love surround you, and the pure light within you guide your way on, guide your way on. Sat-Nam. 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 Љубов за сите, мир за сите, светлина за сите, срекна полна месечина за сите. Сатнам. Сатнам. Можеш да продолжиш да го продлабочуваш твоето искуство како денешната средба со Кундалини јога. За повеќе информации контактирај ме. Имаме достапни онлайн курсеви кои се секогаш активни. Сатнам.